Темата ќе биде можеби интересантна, на вас ви е на секого позната, меѓутоа ќе пробаме да поврзиме. Значи, ќе зборувам за ветувањето, промис на Аврам. Значи, ветувањето со саботата. Најповеќе за тоа зборува апостол Павле во 4 глава на Евреите. Ме разбирате. Таа е глава која е најповеќе запоставена од протестантскиот свет и од католичкиот свет. Затоа што тука апостол Павле на еден многу моќен начин му објаснува на светот што е важно за нас христијаните за да не држи до крајот. Многу повеќе слушате проповедта. Сега се помолиме. Татко Небесен, Ти благодарам што можеме да денеска во светиот саботен ден да поделиме зборови од речта Твоја. Те молам благословиме. Јас ова проповед имам држано повеќе пати на англиски јазик и ќе биде малку челендж за мене да тоа на македонски го изведам, али те молам за Твојата помош, зашто Ти знаеш колку ми значи оваа проповед и дека јас со целото срце верувам во тоа и дека тоа е клучна проповед каде што го пронаоѓаме нашиот идентитет како адвентисти. Благословим во тој правец и те молам благослови оваа црква во името на Исус Христос и Духот Свети вечно. Амин. Значи, сега ќе почнеме прво со Аврам и можеме да почнеме со 15 глава од првата книга. Да. Како викате? Добро. Значи 15 глава и значи Божиот завет со Аврам. Го повикал Аврам и му лекол: погледај во небото надвор на звездите и покушај да ги броиш. Со други зборови, нема да ти успее, затоа што толку ги има да не може да се избројат. Вика, такво ќе биде твоето потомство. Значи, Бог му дава ветување на Аврам. Меѓутоа, покушате да сватите дека се работи за долгорочно пророштво кое треба тек да се оствари со доаѓањето на Исус Христос, кога ќе почне новиот живот. Тука е почетокот на ветувањето. Значи, гледај, и Аврам што направи? Му поверува на Господ. И тоа му го урачуна како што? Праведност. Значи, многу е важно нашето верување. Сега да кажеме исто колку Аврам беше стар кога го доби ова ветување. Дали се сеќавате? Околу 75 години. Тука негде е неговата старост кога ова се случува. И ветувањето се исполнува после колку години? После 25 години. Да чекаш 25 години не е малку. Тоа е третина од просечен човеков век денеска, така? Значи, ние знаеме што се случи во меѓувреме, дека Сара сакаше да му помогне на Господа и како му помогна, што ни додаде додатни проблеми и каде што доаѓа на свет кој? Исмаел. И кој е тоа сега? Представник на кого? На муслиманскиот свет, така? И понатака гледаме дека Господ, многу интересантно е ова да се спомене, иако не дозволува многоженство, Господ во неговата мудрост не му вели: еј, Авраме, чекај сега, ти знаеш дека можеш да имаш само една жена. Не, Господ со такви работи не се служи. Он еднаш ќе каже, ќе ти објасни и ти треба да го следиш тоа правило. Као што исто така
ти вика и во заповеста Божја, вика, сеќавај се на седмиот ден, и ја мислам дека на неколку места има, знам дека на 2 места има најмалку во Библијата каде што вика Remember the Sabbath day. Значи, кога Бог нешто ќе каже remember, ја мислам, запамти, како така ли, помни, значи е многу важно. Нешто што е непроменливо, нешто што е као аксиома или као нешто што не можеш ти да дираш. Али, нажалост, како што проучаваме во библиската pouка, традицијата има големо влијание и коренот на традицијата е каде? Во кого? Во сотоната. Он е тој кој што сака да наметне на човештвото да повеќе им веруваат на традиција, затоа што тука он може да те манипулира, да го манипулира и верскиот систем и што год сака да направи све преку традицијата. А како што рековме во поуката, исто така и јас дадов комент, традицијата е многу опасна. Зашто? Зашто преку традицијата ти се го пресечуваш можноста на Духот Свети да влезе во умот твој и да работи преку него и да ти доживееш право родување, новородување. Зашто, кога ќе видите како беше апостол Павле, пред да Духот Свети влезе во него, како беше апостол Павле? Ги гонеше христијаните. Никакво чувство. Тамо каде што нема Дух Свети, нема ни милост, ни љубов, мислам во потполна смисла. Човек може да имитира некој мир, фейк, што викаат, лажен мир, и чувства, и I feel good, и тако далje. Али, сега ми се мешат секакви зборови, се извинувам. Значи, многу е важно да разбереме дека кај што е традицијата, нема милост. Нема милост. И апостол Павле дури присуствуваше на чиво убиство? На Стефан, кога го каменуваа. И јас мислам дека тоа е еден голем терет на апостол Павле. Он едвам чека да го види Исус и да тоа му се избрише од умот, затоа што верувам дека кога го примил Христа, он многу пати размисли, таа слика му се враќала во главата, кога на еден несовршен човек, нема совршен човек да се разбереме осим Исус, али верувам дека тоа длабоко го дирнало кога ја прими силата на Духот Свети, дека он и самиот вели, јас ја прогонував црквата. Значи, силата на традицијата е опасна. И денеска ние гледаме дека каде што год се запоставува речта Божја, традицијата почнува да делува и затоа денеска ние имаме поделеност во светот, каде што се светкува неделата уместо сабота. Зашто? Затоа што тука тоа е сотонскиот план да на сотоната му смета многу саботата. Дали знаете зошто му смета саботата на сотоната? Дали сте размислувале за тоа? Кој рече коментар да слушнам? Кажи. Божи печат. Тоа е еден од одговорите, али еден од најважните одговори. Божи печат. Значи, само треба да знаете дека Божиот закон е, сега ти помогни ми тамо малку, later development of the sin problem. Како тоа ќе преведеш? Јани. Later development of the sin problem. Да. Значи, 10 заповести се уствари нешто што покасно е дојдено да Господ може да го појасни оригиналниот закон. А кој е оригиналниот закон? 2 заповести. Бога и ближниот. Тој закон е вечен закон. Тој закон владее ова што зборевте вие во саботната школа, во сите останати светови на кои нас не ни се откриени, иако сестра Вајд пишува за други светови во незините книги, за постои на други светови. Ако не ми верувате, можам да ви отворам каде што она точно пишува, значи имам доказ, можам да ви покажам во дух на прошлото. Значи,
се работи за нешто што е многу важно, дека саботата е воспоставена од Бога и преку нејзе ние го доживуваме дури и Исус и го славиме, затоа што преку саботата ние го славиме Творецот. А читавме нели во Библијата дека преку Исус се е створено. И на Сотоната многу му смета кога ние го славиме Исуса како Творец на универзумот. Ме разбирате? Оти Сотоната во неговиот понос, тоа е или праид, гордост, значи тражи да ја земе позицијата на Исус. Тоа беше, значи, неговата оригинална желба. На него му смета затоа што Исус е неговата компетиција. Ко сега, например, во избори, кога има, нели, и се борат кој ќе добие која позиција, така и Сотона ја сакаше позицијата на Исуса. Додуша, тоа е една лудост, колку јас ја разбирам Библијата, тоа што он пробал, али никој не може да го објасни почетокот на гревот. И ја не знам дали икогаш ќе ни биде јасно зашто почнал гревот, затоа што стварно нема разлог. За нас, грешниците, тоа може би полесно да разбереме него за Сотоната, затоа што ние преку Духот Свети сме просветлени. А кај него веќе нема Дух Свети и он е затемнет ум. Знаете, кога умот ви е затемнет, не можеш да ја видиш убавината на Божјата реч. Значи, преку Аврам ние доаѓаме до еден момент кога Господ сака да ни даде една порака. А што е пораката? Дека вие кои сте тука на оваа земја, значи не само Хат Скопје, него сите цркви, немојте да ги исклучувате сега и останатите верници. Ние не знаеме кој се ќе биде на небо. Тука и може и комунисти ќе има, и кој знае што ќе има. Господ знае да го чита карактерот, така да тоа оставете место да не судиме и да правиме кој ќе биде спасен, кој нема да биде спасен. Тоа е негова работа. И неговиот авторитет треба да веруваме и нити да треба да се мешаме, него само да се радуваме дека преку Исус Христос тој ќе ни даде милост. Значи, поентата е во животот на Аврам да сватиме една многу важна работа. А која е таа работа? Дека ние, кои сме тука, во неговиот дом, сме благодарејќи на што? На надприродност, или како ви го рекле, метафизика. Нешто што не можеме да го објасниме. Ние сме благодарејќи на интервенцијата на Бога, тука во црквата. Дали ви тоа јасно? Значи, не сте вие избрани само затоа што сте дошле во Адвентичка црква, него тоа е нешто што не можеме да го објасниме, али тоа е дело Божие. Зашто ова го велам? Ако не ми верувате, сега идете во Божјата реч и погледајте колку беше Сара стара кога го роди Исак. 90 години. Така? А Аврам беше колку? 100. А пред 25 години, нели, успоставивме дека му е дадено ветувањето. Сега све прашувам, има ли тука некоја 90 годишна жена? Нема, најверојатно. А? Има 90 години? И 93. Замисли, сестор, сега ти да ти е маж Аврам и да бидеш трудна. Да бидам прост. Мислам дека не е тоа просто, нели? Што велам? Или ви се чувствувате непријатно? Па јесте прошто проширено. Јас се сложувам со тоа, Раде, во право си. Тоа е уствари многу сложено. Нешто што ние не можеме да го сватиме, да се разбереме. Не можеме да го сватиме, зашто тоа е надприродна моќ. Нешто што само Господ може да го направи. И тоа намерно го направи, за да не можеме да кажеме, ама баш дека ништо не сме допринеле за нашето спасение. Тоа е целата поента. Значи, толку го исцрпи случајот во Аврам, да дури, вика, те кога ќе речете, веќе нема, ама баш никаква шанса. И тука Господ, бум! И она добива
го добива Исак. Во кого ние, нели, наоѓаме шанса и прилика да постанеме деца Божи. Значи, сите ние кои сме се обратиле благодарејќи на неговата милост. И немојте да мислите дека вие сте избрани. Не. Него Господ не избрал нас. Ние сме избрани од Господа на надприроден начин. Сега, тоа е првиот дел од ова што сакам да ви кажам. Вториот дел е, нели, велиме дека саботата е печатот. Така? Значи, за апостол Павле, кога ќе читате во, ајде сега да отвориме Евреите, 4 глава, и како што реков, тоа е една од најзапоставените глави во протестантскиот свет. Оти на нив немаат сила, нити можност да го оправдаат, да ја оправдаат таа глава. Зашто? Затоа што вика, затоа, бидејќи од ветувањето да влезете во неговиот одмор, се уште стои. Сега покушам директно да преведувам. Затоа да бидеме предпазливи, да никој од вас не се најде краток во тоа. Немаш македонска Библија? Немам. Право да ти кажам, не ми ни треба тамо. Затоа јас немојте да, не сакам да увредливо. Да, можам од овдека да отворам, браво. Па да читаме директно од македонската Библија. Добро. Сега ќе вртам поише, оти со телефонот многу брзо се снаоѓам. Да, дождемо дека ја најдам, после тоа таа глава ни треба. Готово ја најдам. Значи, да внимаваме пак додека уште ни е оставено ветувањето за влегување во неговиот спокој, да не би се открило дека некој од вас би можел да задоцни. Спокој. Првиот стих од Евреите. Моли? 4 глава, 1 стих, Евреите. Значи, тука ветувањето е поврзано со спокојот. Така? Ветување и спокој. Зашто е спокојот битен? Зашто ни треба саботата? Саботата ни е потребна да не подсетува. Секоја сабота, кога доаѓаме тука, има една цел. А тоа е да се доближиме што поблиску до вечниот дом. Значи, денеска треба поново да се подсетиме дека Исус доаѓа. Тоа е целта на саботата, да се радуваме дека сме спасени на надприроден начин, како што рековме, нели? Не можеме ништо да допринесеме за нашето спасение. Спасението е дар, 100% дар. Ништо не можеме да сториме за нашето спасение. Тоа е дар од Бога. И кога тоа ќе кажеме, значи ние што го да сториме, некој од вас рече, колку го да даваш и пари и да придонесуваш за ова, за она, тоа е, пазите, се убаво, тоа се жртви. Али тие жртви треба да произлезат како резултат на љубовта Божја. Така? Тогаш тие жртви имаат смисол. Али ако нема љубов кога даваш, тоа ти е, не сакам да навредам никого, али за џабе. Нема ефект. Ме разбирате? Значи, Господ сака кога ќе даваме, да даваме од срце. На Бог не му требаат жртви кои ние би ги калкулирале. Сега, Господе, дај ми кредит, затоа што јас помогнав за ова, за она и така натаму. Не. Него сето тоа го правиме затоа што имаме еден доктор во нашата црква, се вика доктор Вилсон, он е многу близок мој пријател. Он е стварно богат. И доктор, да, а он е специјалиста за и хирург, и судски тумач за спаин и нек, за кичмата и вратот.
И последниот негов трошок беше во Филипини со пастор Фабио, кој е наш пастор сега во Сан Педро. Отида во Филипини и он потроши само $160,000 за тој трип, тоа патување. Али, зашто тоа го спомнувам? Значи, парите се големи, али неговата идеја е дека он беше во животна опасност пред 10 на 12 години. И му вети на Господа: Господе, ако ме спасиш сега, јас ќе ти служам тебе. И Господ него го спаси. И затоа он си го одржува ветувањето кој му го дал на Бога и она што он дава, што малку кој од нас би можел да даде. Ако гледате бројки финансиски. Само за еден трип. А да ви кажам дека тој мене ми помогна за мојата болест, јас имав со метро судски процес. Тоа не беше некој голем процес, али он ми помогна, а јас тогаш не бе во некоја финансиска ситуација да плаќам докторот, и докторите во Америка се многу скапи. Али ми кажа: бротher Майкл, don't worry. И сите услуги што ми ги направи беа бесплатни. Значи, ни $1 не ми наплати, затоа што, знаеш, ја као шофер возам автобус, тука не можеш да заработиш ти големи пари. Социјалистички помог. Да, социјалистички, да. Али, сакам да кажам, значи, треба да помагаме од љубов во животот. И јас мислам дека на многу мина сум помогнал од љубов. Не со калкулации, да сега ја ќе ти помогнам за ти да ми вратиш тоа. Не. Љубовта е многу важен фактор. Меѓутоа, кога се враќам пак назад на саботниот ден, е многу важно да сватиме дека ветувањето кое Господ го даде на Аврам, е многу важно да го поврзиме со ветувањето за саботниот ден. Затоа што преку саботниот ден ние Господ не подсетува секоја сабота дека Исус доаѓа, и апостол Павле вика: чекај сега, тоа е значи стихот, ми рековте, тука ми е Библијата македонска. Да прочитаме стих 3. А ние кои поверувавме, влегуваме во неговиот спокој. И кој е спокојот? Саботниот ден, шабат. Како ви када вредите, шабат шалом, ами нажалост, тој шабат шалом е пол со традиција, не ви треба таков шабат шалом. Тражите го оној шабат шалом каде што нема традиција, каде што има Дух Свети. Тоа е правиот благослов. Како што рекол тој: затоа се заколнав во гневот свој, дека тие нема да влезат во мојот спокој. За кого станува збор тие нема да влезат во мојот спокој? За израелскиот народ. Така? Дека нема да влезат во мојот спокој. Зашто? Затоа што они не му дадоа слава на Бога. И цела таа генерација изумрела, и новата генерација влегува во обеќаната земја, ветената земја. Значи, само да идам се понатака кои стихови. И понатака потврдува во 4 стих, вика: тие нема да влезат во мојот спокој, иако неговите дела беа завршени уште при создавањето на светот. Зашто негде во 7-миот ден е речено вака: и во 7-миот ден Бог се одмори од сите своји дела. Бог се одмори од сите своји дела. Дали на Господ му е потребен одмор? Дали му може да се умори? Шо мислите? И на twinkling of an eye, вика бакање. И во тој момент што се случува? Сите на планетата Земја, а ќе земе само волку. Тоа е временскиот период во кој само одеднаш ќе видиш нови совршени тела и ќе ги препознаеш оние кои се спасени. Толку му треба на Бога со таа брзина. И вика finality, не знам тоа како да го проведеме. Значи, нешто што finality, да, нешто брзо, значи, и толку е тоа, ништо повеќе. Одеднаш, сите оние кои се одредени, кои умреле,
Само ќе се појават на земјата и во ново тело. И оние кои се живи, исто така, во еден миг, да, па викам twinkling of an eye. Значи, колку ти треба да трепнеш со окото, тоа е со таа брзина, Господ одеднаш, па ја не знам дали сте размислувале за таа брзина, како Господ одеднаш сите карактери ги преобразува и дава, и уште ново тело добиваш. Ново тело, нов ум, that's it. Што значи Господ во неговата творешка моќ е нешто што можеме да збориме, али не можеме да разбереме. Јас тоа не можам да го разберам, затоа што верувам дека секој човечки ум, ако сме искрени, ќе кажеме дека тоа е само Бог може и со вера можеме тоа да прифатиме. Значи, она што е многу важно сега да кажеме дека во 9 стих вели: но за народот Божи се уште останува саботна починка. Саботна починка. Значи, сме дошле на овој свет на надприроден начин, а починката е многу важна да не подсетува. Затоа што е тоа што може вас да ве охрабри? Денеска имаме големи напади. Јас верувам дека и овдека и вие ги си имате тие проблеми. Transgenders, овие што ги го менуваат полот од машко во женско. А да не збориме за LGBTQ, вие знаете, помладите, да не одиме многу далеку. Значи, тоа се работи кои сотоната сака да направи едно такво мешање во човечанството, да човечанството веќе нема нормативи, морални нормативи за живот. Да не се знае што е машко, да не се знае што е женско. Тоа е неговата цел. Да не се знае кој е денот на одмор и да не се знае како ти можеш да добиеш спасение. За него тоа е многу важно. Кога ќе те побрка во овие сфери, он фактички ја добил битката. Тоа е неговата цел. Затоа за нас е многу важно како негови деца да разбереме дека ние сме деца на ветувањето. Нешто што се на надприроден начин случило. И колку е, да не претерав, или колку до сега минути преда? Добро, уште малку, ја мислам дека мислата е веќе ќе ја заокружиме. Али исто така, значи, кога овие работи ќе ги сватиме, треба да додадем уште еден важен момент. Она што ние го одржуваме е благодарејќи, како што рековме, на Духот Свети и на кого уште? На Исус Христос, кој каде е сега? Во светињата над светињите. Затоа што Он е нашиот првосвештеник. Имајќи го, 14 стих во 4 глава, имајќи го големиот првосвештеник, кој преминал преку небесната, Исус, Синот Божи, ние треба да се држиме за исповедување на верата. Значи, Духот Свети работи на земјата, а Исус е во светињата. А Отецот е in charge, ако сакате веќе да ставите некои позиции помеѓу тројството. Меѓутоа, ве предупредувам, немојте никогаш да дојдете во искушение да го правите Отецот поголем од Исуса, или Исус поголем од Отецот, или Исус поголем од Светиот Дух. Они тоа го немаат. Да се разбереме. Они тоа го немаат и кај нив не постои како се вика сега тој збор, преимуќство или нешто што не постои супериорити, ривалство. Да, ривалство е добар. Ја мислам, супериорити е исто ривалство. Значи, нема ривалство. Тоа е една совршена љубов, која постои меѓу Отецот, Синот и Светиот Дух. Нема никаква разлика, затоа јас намерно тоа го кажав кога дадов коментар, дека они се со исти карактер, природа, nature, purpose, да.
Не е лесно, право да ви кажам. Некогаш, зашо одеднаш да почне да зборуваш на македонски нешто што стално на англиски го изговараш, не е лесно, да ви кажам искрено. Али, сепак, ја мислам дека добро се снаоѓаме. Значи, same character, nature and purpose. Тоа е многу важно да го разбереме. Нема никаква разлика кај нив. Али, кога ќе читаш Библијата, и Духот Свети и Отецот му дават предност на кого? На Исуса. Зашто? Зато што он е уклучен од првата страница на Библијата до крајот, кај што вика I am. Али, као што исто реков, немој никогаш да заборавите дека сите, и Отецот, и Синот, и Свети Дух се I am. И тоа сите наши теолози во врвот се сложуваат, така да немојте да мислите дека брат Мирче ви кажува нешто што е само од него. No. Да. Јас секогаш имам бекап и можам да ви кажам каде, во кои книги тоа сум го... Кажи? Да. Значи, I am се сите тројца. Само за нас I am е важен Исус, затоа што преку него јас сум. Да. Значи, преку него ние го добиваме спасението благодарејќи на неговата жртва. И затоа не е погрешно да се ние држиме за Исуса. На Духот Свети и на Отецот тоа му причинува радост, да ви кажам искрено. И затоа Духот Свети е толку со голема енергија се трга, али сака да ја почувствуваме, да ја осетиме љубовта Божја во нас. Затоа што вика, кој може само да ти го објасни умот Божи? Духот Свети само вика, он знае што е измеѓу Исуса и Отецот. Значи, као богови. Значи, он е единствениот кој може да ни помогне, и затоа многу пати кога се чувствувате пријатно и имате чувство дека стварно нешто Бог ви открива, тоа е силата на Духот Свети. Затоа што они измеѓу себе, сте се прашали некош како они зборат измеѓу себе. Дали сте си го поставиле тоа прашање? Сте покушали некош да... Чекај, па како они зборат? На кој јазик? На македонски сигурно не зборат, ја мислам, нити на англиски. А не верувам да ни на еврејски дека зборат. Кој е... сега... На кој? Good luck with that, така ви кажа. Значи, сепак, значи, тоа е нешто што не можеме да навлезем. Затоа ви велам, тешко е, не е убаво да ние одиме далеку во прогнозирањето и да дефинираме некои работи кои не ни се нити откриени и кои се уствари предмет на вечното истражување, али исто така сакав уште еден комплимент да дадам, да не заборавам. Перса, ти го испече македонскиот јазик многу убаво. Мислам, по акцентот можам да те препознам дека не си чиста македонка, да бидам искрен. Благодарам кој ќе кажеш, тоа се гледа одма дека е малку одозгора, али стварно неверојатно. Аница исто така може да збори македонски, али само во посебни случаи. Тогаш кога требаше да се омажи за мене и кога требаше да негде се покаже, онда само тогаш ќе ја слушнете македонски зборови, иначе само хрватски. Добро, значи, целта беше да сватиме, значи, со оваа проповед дека ветувањето, ние сме на надприроден начин и саботата ни треба за да не подсеќа дека promise and rest, одморот. Значи, вечниот одмор е врзан за ветувањето. Тие две работи идат заедно и мислам дека тука апостол Павле во 4 глава, тоа е негов мастерпис, каде што ти кажува што е битно да сватиш, ремек дело за нашето спасение. Тоа е многу важно да разбереме. И Господ да ни помогне да се радуваме.